Околу рангирањето на Doing Business на македонската економија како 10-та најдобра економија во светот, но и пета на стариот континент, ќе поразговараме со универзитетскиот професор Томененовски. Професоре, ви благодарам за прифатената понуда за гостување во оваа емисија. Кажете ми, очекувано ли беше ова рангирање, бидејќи така доста високо котираме како држава? Овака, значи, најновото рангирање кое што доаѓа од Doing Business, изработено од Светска банка, е својот видно признание, би рекол, на вкупните реформски зафати кои што се правени во минатите години во областа на економијата. И тоа некако оди во континуитет од година во година, како реформите се интензивираат и се реализираат, така и нашето место на таа ранг листа се подобрува, односно одиме нагоре. Па еве од пред 10 години кога бевме на 94-то, сега стигнавме до 10-то место. На последното рангирање бевме месечини 12-то место. Според тоа се движиме напред и дај Боже да продолжиме натаму. Колку јас се сеќавам наназад, не знам дали некојаш македонската економија добила поголемо признание од ова што сега го добиваме од Doing Business, затоа што не рангира веднаш според поволностите за отворање и водење бизнис во земјата, не рангира во првите 10 земји во светот и првите 5, како што рековте, во Европа, меѓутоа рамо до рамо сме со Соединетите Американски држави, со Велика Британија, Норвешка, Данска, Нов Зеланд, Хонг Конг, Сингапур, нешто што во минатото го сметавме како нешто недостижно, па сите наши напори беа вперени кон тие држави. Еве, ние влеговме во тоа убаво друштво, што секако е извонреден сигнал за инвеститорите, било домашни, било странски, во однос на тоа како во Македонија се води бизнис и како тие може да действуваат за остварување на нивната главна цел, остварување на профит. Кусиот период за отварање или отпочнување на нов бизнис е една од точките кои што најмногу се нотирани или имаат најдобри оценки во сегментите кои што се оценувани кај земјите. Колку македонското стопанство може да го издржи овој тренд? Па, вака, условите за отворање бизнис се резултат исто така на реформите во одредени државни институции, а пред се во Централниот регистар на Македонија, каде што за релативно кусо време можете интернетски да се регистрирате и да добиете некакви документи, повратни информации дека вашата фирма е регистрирана, а ако ги имате обезбедено сите потребни документи, најмногу за 2 дена може да се заврши целата постапка за започнување на бизнис во Република Македонија, што е исклучително благопријатна ситуација за било кој инвеститор. И ако тој податок го земеме во предвид, а тука сме најдобро рангирани според Doing Business, ние сме на 4-то место во светско ниво, во однос на брзината и отсуството на бирократичноста во отворање на бизнис. Па за секој стопанственик тоа е благопријатна ситуација кога бирократските пречки му се отстранети, за да може да го реализира она што сака да го реализира, да се отвори фирма и да го води својот бизнис. 10 во свет, 5 во Европа, може ли да ги подотвори широко вратите за идните инвеститори овој извештај? Неспорно дека така ќе биде, затоа што нивните очи се вперени кон она што светски институции типот на Светска банка, која е водечка финансиска институција во светот, во преку нивниот Doing Business го укажува за водењето бизнис во Република Македонија, односно отворањето и благопријатностите со кои што тие може да се соочуваат во земјата. Значи, тоа е сигнал позитивен кој што тие може би го знаеле, може би го очекувале, а сега веќе се убедени дека таа ситуација е таква каква што е. Тие веќе добија информации дека покрај брзината на отворање бизнис тие имаат и висока доза на така наречена монетарна и фискална слобода. Според даночните плаќања ние сме рангирани некаде на 9-то место, мислам според висината на даноците и според начинот на плаќање на даноците. Многу брзо се добиваат градежните дозволи, тука сме некаде на 11-то место рангирани. Имаме силна административна заштита на инвеститорите и тука Doing Business не воочил, не прецепирал и утврдил дека ние сме некаде на 13-то место според заштитата на инвеститорите. А кога тоа го имате вие како заштита во однос на вашите права, особено катастарските права за водење бизнис, мислам дека портите се повеќе се отворат, а нивната убеденост дека овде ќе наидат на поволна почва за водење бизнис и остварување профит ќе биде се поголема. Така, даночните олеснувања или даночната политика која што државата ја води кон приватниот сектор, посебно кон странските инвеститори, резултира да добиеме вака високи оценки. Една оценка околу ова ме интересира.
Ќе продолжат ли според вас истите овие даночни политики? Па сега сме ние во очекување на оно што ќе се случи на наредните избори, каква ќе биде владеачката номенклатура, зависно од нивните програми, нели? Ако сегашната владеачка структура и натаму продолжи да ја води земјата, со тоа и економијата, јас мислам дека ќе остане ова што е сега креирано. Веќе 10 години имаме рамен данок на добивка и персонален данок. Според тоа имаме некои данечни ослободувања во смисла за одредени области, да на ночната стапка ДДВ, мислам стапката од 18 се симнува на 5%, што значи во просек, ако се извади, даночното оптоварување на фирмите некаде околу 7 до 7,5%. Тоа е ефективно даночење, така го викаме, а тоа е најниска стапка на даночење во Европа. Па секој инвеститор би сакал да добие такви устови за водење бизнис, услови кога неговиот бизнис нема да биде премногу даночно оптоварен. Да се надеваме дека тоа ќе продолжи во позитивна смисла на зборот и не само тоа, него и ние и натаму ќе треба да продолжиме со реформи, имаме и некои други области каде што навистина ќе треба да продолжиме да действуваме и дај Боже на следното мерење Doing Business да не рангира на уште повисоко место од сегашното 10. Така, дали овој извештај или оваа состојба која што ја представи Doing Business може да се рефлектира и врз самите граѓани, врз стандардот на граѓаните? Дали со како што расте економијата треба да очекуваме сега изголемување на стандардот кај граѓаните? Директно сигурно тоа не може да се очекува, затоа што условите за водење бизнис се услови за предпријатијата, за фирмите кои што ја работат таа соодветната работа за која што се определиле. Меѓутоа, ако тие се развиваат, ако тие се раскрилат, ако тие остваруваат нов и нов производ, ако остваруваат додадена вредност, ако извозот се зголемува и во целина ако бруто домашниот производ во земјата се зголемува, тоа значи дека овие поволности кои што за кои денеска зборуваме ќе значат и отворање на нови работни места, новите работни места, намалување нормално на стапката на вработување, а зголемување на стапката на вработеност во земјата, тоа па ќе значи зголемени плати, што се заедно ќе има и како последица постепено зголемување на животниот стандард на населението на граѓаните на Република Македонија. Ова беше професорот Том Ериновски со неговите ставови околу извештајот на Светска банка, односно на Doing Business.